За секоја цревна инфекција важи орално-фекалниот пат на пренесување, така да се што се манифестира како цревна инфекција навлегува преку уста, дали со загадена храна или со загадени раце. Симптомите кои ги предизвикува се повраќање, диареја, болки во стомак. Доминираат овој период, посебно пропратени со повраќање болки во стомак, вели доктор Џартовска. Таа додава дека диареја и не мора секогаш да е застапена кај овој вирус, или ако се јави, најчесто е тоа во подоцна фаза на болеста. Би требало така една полесна, умерена, разноврсна храна и течностите како најглавен елемент. Лекувањето на стомачниот вирус кај полесните случаи опфаќа симптоматска терапија и конзумирање повеќе течности и витамини за да се спречи дехидрирање, додека кај поизразената клиничка слика потребна е дополнителна терапија по препорака на лекар. Од терапијата сега зависи како се манифестира, значи пробиотиците, еубиотиците, оние раствори што се електролитни раствори за надокнада на течности и у суштина тоа би било основното во лекувањето. Антибиотска терапија, значи не се препорачува ако збориме за вирусно заболување, али пошто не знаеме какво е, онда би требало да се направи у секој случај на крвна слика најобично и копрокултура, барем да се диференцира дали ќе спаѓа во групата на вирусни или на бактериски цревни инфекции. Стомачен вирус е заболување предизвикано од различни типови на ентеровируси. Ова заболување најчесто се појавува кај помладата популација во текот на целата година, а особено на почетокот на пролета и летото. Иако овој период е очекуван за зголемен број на респираторни заболувања, а цревните биле во опаѓање, доктор Џартовска вели дека оваа година и во зимскиот период доминираат цревните заболувања.